Образованието е уште еден предизвик со кој се соочени младите во Македонија, ако некогаш бевме земја која што важеше за земја со солиден образовен систем, во денешно време па и не може баш да се пофалиме со толку квалитетно образование како некогаш. Гости ова утро во Македонија наутро се Саша Богдановиќ, претседателот на Шаховската федерација на Македонија, и Зоран Стојчевски, членот на управниот одбор на Шаховската федерација на Македонија. Темата е секако шахот во образованието, меѓутоа ќе зборуваме и за шахот како спорт. Богдановиќ, тешко ли беше да се стигне до моментот шахот да биде вметнат во основното образование како предмет? Добро утро. Најпрво им благодарам на поканата. Значени ни се гостувања во разни емисии на пишани електронски медиуми се со цел да промовираме идејата која што, односно целта која што има Шаховската федерација, тоа е развојот на шахот во сите сфери, во сите возрасти, во сите области, што се вика од 7 до 77 години. А една од активностите која што доста ни е значено беше воведувањето на шахот како изборен предмет во основното образование. Целта не беше лесна, нормално тука огромна благодарност е до тимот кој што изготви програмата и кој што ја поднесе во Бирото за развој на образованието. Тука морам да искажам и благодарност на помошта и поддршката која што добивме од Бирото за развој на образованието и Министерството за образование кој што преку неколку средби кои што ги имавме, ја поддржа таа иницијатива за да тоа денеска биде реалност. Сепак допрва следат интересните моменти, односно допрва следи работа прек се промоција во самите училишта, односно тука многу ни се потребни самите раководството на училиштето, директорите, наставничкиот кадар, но пред се и поддршката од локалната самоуправа, бидејќи они се нели законски надлежни за основните училишта. Така да не беше лесна, но сепак со големата желба, со луѓето кои што работат веќе долго време во федерацијата, навистина успеа да се направи тој концепт, да се поднесе истиот да биде одобрен. Еден од луѓето кои што работат долго време во шахот, кои што постојат долго време во шахот, е Зоран Стојчевски. Колку шахот ќе придонесе за развојот на интелектот кај младите доколку се решат да го прифатат како предмет во основното образование? Главна поента на шахот во школите и еден од главните пилари на Светската шаховска федерација, имплементација во основните училишта е развој на личноста, на младата личност. Дефинитивно шахот е веќе докажано и низ разни испитувања дека ги развива когнитивните способности на децата, логичкото размислување и дефинитивно ќе создаде нив подобри луѓе утре. За било кој спорт, за било која дејност, за било која професија утре што тие деца ќе станат. Значи, не ни идејата со овој процес да направиме професионални шахисти, напротив, сакаме да направиме професионалци во... Добро, ние сите како деца игравме баскет и фудбал, па не станавме професионалци, меѓутоа повеќето од нас се здрави луѓе. Така. Тоа е главната цел, да бидат младите, да изградиме младата личност, да ја тргнеме од улицата, да ја дадеме некој ново значење, нова смисла и преку таа игра да малата личност успееме да ја направиме подобро. Го направивте првиот чекор, успеавте да се изборите да биде изборен предмет шахот. Дали ви предстои борбата со стереотипите дека шахот не е спорт и дека шахот е здодевна игра? Не. Мислам дека луѓето... Се уште има луѓе на кои што треба да им се објаснува дека шахот е спорт. Добро, јас, например, можам да кажам дека искрено предобри, препозитивни коментари добивме и кога ја почнавме процедурата, и кога официјално обзнанивме дека веќе е прифатена програмата за изучување на шахот како спортска дисциплина во основните училишта. Има одредени коментари дека дополнително ќе се оптеретат децата, дека уште тоа ли им недостасува. Пак ќе кажам, станува збор за изборен предмет. Има неколку изборни предмети кои што можат да ги изберат, меѓу другото и шахот. И јас сметам дека тука интересот ќе биде доста голем, бидејќи навистина и во самото искуство кое што го имаме при организирање на разни секции, бидејќи не сме имале законска можност, сме морале тоа да го правиме преку разни секции и активности, сме виделе дека преголем е интересот на луѓето кои што се вклучуваат, пред се и на родителите, но и на самите деца. Тоа значи дека и самите родители сваќаат дека нивните деца и ја подобруваат, како што кажа Зоки, концентрацијата, посветеноста на нешто, размислувањето, што се вика да размислиш неколку чекори унапред,
така е исто и во животот. Затоа сметаме дека уведувањето на шахот како дисциплина, односно како предмет, дополнително само ќе го, ајде да кажам, човекот, односно младиот човек, односно тој ученикот, ќе го направи позрел за носење на одредени одлуки и пред се совладување на тие вештини кои што ги нуди шахот. Инаку ќе само да го надополнам во самата методологија. Тоа се игри, се користат нели електронски и софтверски програми, од најпозитивните искуства и од руската шаковска школа, пред се од позитивните имплементации во Полска, една од најсветските велесили во шах, каде што имплементирано, така да тоа кој ќе рече некој тежината на самата игра, не, значи децата се инволвираат во самата игра. Играта е само, шахот е само средство да тие деца, како што јас сакам да кажам, им се нареже младиот мозок да размислуваат и да ги поттикне да мислат и да се потрудат во извршувањето на своите задачи. Тоа беше следното прашање. Дали играњето шах е напорно? Дали бара седење на столче со часови? Дали бара многу потење? Дали бара некакви посебни услови, учење книги или слично? Може ли шахот да биде здодевен, вие како шахист, тоа најизворно ќе ни го кажете? Значи, спомнавте кошарка, фудбал. И во шах, на игра на професионално ниво, играчите потребно да се физички спремни и губат килограми енергија за време на еден сериозен турнир. Па и дехидрираат. Да, губењето на течности од работата на мозокот, органот кој што најмногу работи во телото. Познат е мечот меѓу Карпов и Каспаров, каде што Карпов првиот меч мораше да се прекине заради едноставно недостаток на таа физичка спремност во самото играње, губење на тежина за време на самиот меч. Се користат методи и средства од најмодерни, значи реков и софтверски алатки кои што се превземени од искуствата на лидерите во светскиот шах и во учењето шах. Шахот е само, ќе кажам, средство, а нормално нашата желба како федерација е од тој пул на деца да се изродат и најдобрите и најзаинтересираните на крај да ја представуваат нашата земја на светските надпреварувања, како што беше сега е Олимпијадата во Чинеј. Ете, се надовор за и оваа тема. Олимпијадата која што требаше во Русија, меѓутоа се одржа во Индија. Колку шаковската федерација е задоволна од она што го виде таму од нашите представници? Па повеќе за резултатите ќе каже Зук. Јас сум задоволен во тој дел што дадовме максимален број на учесници кои што учествуваа и се потрудивме да обезбедиме што е можно подобри услови, бидејќи сепак станува збор за долг пат, за нешто што навистина треба да се овозможи, благодарност на сите луѓе кои што придонесоа во сето тоа. Што се однесува до резултатите, сепак станува збор за судир меѓу големи велесили, сепак јас во тоа што го гледам, бидејќи прва година сум како претседател на федерација и прва олимпијада која што имам, можам да кажам цело време што бевме во комуникација, што следевме, дека навистина дадоа свој максимум. Шахистите секогаш може нормално и подобро, така да се надевам дека со сите овие чекори кои што ги превземаме од година на година ќе имаме се подобри шахисти, односно луѓе кои што ќе се приклучуваат пред се на шахот, а потоа би продолжиле да станат и професионалци. Имавме шахисти кои што котираа високо, имавме клубови кои што играа во Лигата на шампионите, кои што ја освојуваа, имаше услови шахот во Македонија. Овие резултати што се постигнати сега, дали се на некое задоволително ниво во однос на потенцијалот што го имаме моментално? Согласно нашата стратегија како федерација да инвестираме во младите играчи, во таа нова една смена на генерации. Во овој пат пративме подмладена репрезентација. Значи, кажам подмладена, но и веројатно во овој момент и најспремна репрезентација за надпревар. И мажите, значи каде што тоа се пред се млади, млади играчи со предводникот Звонко Станоевски кој беше единствен од постарата генерација, другите и селекторите, нормално сите други играчи беа од Никола Николовски, Тони Лазов, Емил Ристевски, тоа се Андре Велјановски, супер млади играчи, се околу 20 на години, плюс минус некоја година, нели?
се представија одлично. Пласманот на крај заврши со несрекното 2-2 во последното коло, завршија во рамките на својот ранкинг пред Олимпијадата, но имаа силни мечеви и мислам дека донесоа прекрасни победи. Ќе извојам победата на Тони Лазов со норвешката репрезентација, каде што настапува на првата табла Карлсен. 2,5 изгубивме со нив, што многу лесно можеше да биде и обратно, да издржеше Звонко на првата табла. Така да, јас сум задоволен. Екипата пред се многу важно живееше складно, тимски, и тој дух е она што ние сакавме да го постигнеме. Од друга страна, девојчињата беа супер борбени. Тоа се млади девојки, иднината на македонскиот женски шах. Се представија, велам, и покрај моите најголеми очекувања, прекрасна атмосфера во тимот и прекрасни резултати. На крај завршија 10 на места над својот ранкинг, што е во таква конкуренција каде што играат вкупно околу 190 репрезентации од цел свет, преку 2000 надпреварувачи се, од некои си 3 до 4000 представници од сите земји од целиот свет. Одличен успех и мислам дека имаме светла иднина во македонскиот шах. Имаме иднина, имаме ли услови за развој на шахот? Што прави на тоа поле Шаховската федерација? Па услови се трудиме да имаме што е можно подобри. Нормално сите овие чекори кои што ги превзеаме пред се со сега како шахот во образованието ни залага и ни е потребна поддршка. Тоа што ние можеме да го обезбедиме се човечки капацитети, односно ресурси, луѓе кои што ќе дадат обука на сите оние наставници кои што ќе ја држат наставата, но потребна ни е, како што кажав, пред се поддршка од локалната самоуправа, Агенцијата за млади спорт и владата. Наследен чекор е да направиме еден дом за шахот, кој што ќе ни биде потребен не само за административно работење, него да биде место каде што ќе може да се одржат обуки, дали ќе бидат со физичко присуство, онлайн обуки, кои што значително ќе ни бидат потребни, бидејќи имаме 80 единици на локална самоуправа и претпоставам дека сите ќе сакаат да го имплементираат и што повеќе да посветат внимание да мобилизираат, односно деца што повеќе да се вклучат во изучувањето, односно во тренирањето на шахот, така да ќе имаме доста потреби од тоа и се надевам дека ќе имаме позитивни одговори. Веќе наредната недела имаме најавено одредени состаноци од кои што ќе очекуваме да добиеме поддршка за да можеме да бидеме целосни во спроведување на овие наши проекти. Освен развојот на спортот, една друга битна димензија за спортот е инклузивноста. Неодамна во Македонија се одржа светското првенство во шах за слепи и слабовидни лица. Соработувате ли со оваа категорија на граѓани? Успевате ли некако да им помогнете да и тие просперираат и да постојат во спортскиот етер, во шаховскиот етер? Да, се трудиме максимално да вклучиме што е можно повеќе категории. Можам да кажам дека, ако ќе ме поправи Зоки, дека прв пат се организира првенство од таков тип. Втор пат извинете. Да, имаше ли, да. Да, се организира втор пат од ваков тип за слепливица, што представува за земја мала како што сме ние голем успех и представува уште еден чекор да се вклучат, што се вика, сите категории на луѓе кои што сакаат нормално да се развиваат во шахот, така да сметам дека ќе има доволно простор и понатака да се вклучуваат што е можно повеќе лица кои што ќе учествуваат во играњето на шах. Колку им е потребно на сите категории на луѓе да бидат присутни, да добијат потврда дека некој се грижи за нив? За нив е тоа многу важно, посебно за слепите и слабовидните лица. Големи борци се, да кажеме. Тоа е единствен спорт, мислам, во шахот, каде што тие играат рамноправно и тие имат потреба како луѓе да се чувствуваат рамноправни во општеството и имаат од нас максимално огромна поддршка. Да ги поздравам таму представителите Жаре, на Сојузот, на Спортската федерација Благоја. Они се моментално иначе имаат турнир во Охрид, лига своја прават во овој момент. Поздрав и до нив.
Те имаат секојаш наша поддршка, затоа што на тие луѓе сакаме да им овозможиме и ние да им помогнеме квалитетот на живот да им биде подобар. Шахот е тамо само исто средство повторно за да нивниот квалитет на живот биде подобар. Зборувавме за актуелните случувања околу шахот, ги опфативме сите категории. Што е следно во програмата, во агендата на Шаховската федерација во периодот што предстои? Па добро, се имаме во октомври месец имаме и се одржува традиционално Скопје Open. Тоа е исто настан кој што ќе ги обедини сите млади, повозрасни шахисти, каде што ќе успееме во најдобро светло пред се како федерација, но како град и како држава да се представиме, бидејќи ќе имаме доста гости од надвор кои што ќе учествуваат во тој настан. Но пред се ќе не биде промоцијата на шахот во основното образование, да бидат запознаени луѓето, затоа на почетокот спомнав дека ни се битни и вакви емисии и гостувања, каде што ќе можеме да одвоиме место и простори да кажеме луѓето да бидат запознаени со сето тоа што се случува, бидејќи има нормално, како се секоја новина, треба до крајот да се дообјасни што значи воведување на шахот во образованието. Како што напоменав, се надевам дека во брзо време ќе добиеме одговор и од владата како би добиле свој собствен дом, односно шаховски дом, кој што ќе биде како уште една логистика и поддршка за понатамошниот развој во шахот, така да имаме доста планирани активности, добро сме распределени кои што како треба да ја врши таа работа, така се надевам и верувам на успех. Саша Богдановиќ, председател на Шаховската федерација на Македонија, Зоран Стојчевски, член на управниот одбор на Шаховската федерација на Македонија, благодариме што ово утро бевте со нас. Се надеваме дека ги допревме сите теми. Ако сме забравиле нешто, тука сме. Македонската телевизија е секогаш отворена за поддршка за сите спортски федерации.